Драги следачки и следачи, добре дојдовте во уште едно издание на The Voice of Ma, подкастот на Македонско-Американската алумни асоциација, чија што цел е да емитува искуства и активности од проектите и работата на МА. Ова епизода, ова издание се снима во рамки на серијалот посветен на женското предприемништво, односно со особен фокус на Академијата за жени предприемачки, која што е поддржана од амбасадата на Соединетите Американски држави во Република Северна Македонија, а се спроведува токму од страна на Македонско-Американската алумни асоциација. Кратко инфо за да преминеме потоа кон клучната тема на нашиот денешен разговор. Академијата за жени предприемачки е формирана во 2019 година од страна на Бюрото за образовни и културни работи на Американската влада и се спроведува во преку 80 држави, вклучително и во Северна Македонија, помагајќи на повеќе од илјадници жени предприемачки да основаат сопствен бизнис или пак да го прошират и да го зголемат својот веќе постоечки бизнис. Ако имаме предвид дека главната цел на МА е да биде мост за соработка помеѓу македонското и американското општество, овој проект, односно оваа активност, целосно е во светло на таквата мисија, бидејќи ја одразуваат таа програма која што веќе е развиена и доследно се спроведува во сите овие држави, вклучително и во Македонија. Денес ќе разговараме со две исклучителни жени предприемачки, кои што имаат многу инспиративни приказни. Од едната страна е Надица Георгиева, сопственичка, основачка на брендот Чија Дија, а од другата страна е Натали Ристовска, основачка на брендот Јова. Ќе слушнеме повеќе за нивното искуство како учеснички во оваа академија, а воедно и за клучните предизвици при водење на она што се категоризира како мали бизниси. Јас сум навистина многу и возбудена и среќна што ми припадна честа да бидам домакинка на денешниот подкаст. Многу го сакам овој збор домакин-домакинка, бидејќи зборот дома мене ме упатува на оној простор каде што, оној сегмент од животот каде што се чувствуваме разбрани, поддржани, сфатени, поттикнати и некако во таа насока ја доживеа ви Академијата за жени предприемачки, на која што вие бевте учеснички, како една платформа која што служи за развивање на одредени вештини потребни за водење на бизниси. Многу е интересно кога истражував за бизнисите кои што вие ќе ги објасните многу подобро. Станува збор за бизниси кои што промовираат одреден здрав начин на живот, односно здравјето не само како однос кон себе, туку и како одреден начин на односи кон општеството, кон заедницата и сите тие вредности кои што се рефлектираат. Секогаш е особено задоволство да се говори со жени, жените да бидат говорнички и соговорнички. Мене ми исто така прв пат да бидам од оваа страна на микрофонот, меѓутоа верувам дека заедно ќе искреираме една енергија која што ќе промовира убава приказна во етарот. Јас во мојата професија, да речеме во правно-политичката сфера, сум имала чест да работам со жени кои што биле носителки на одредени високи политички функции. Сега кога работам во високото образование, работам со жени кои што се раководителки во областа на високото образование, но некако од секогаш ми било најфасцинантно да слушнам нешто повеќе од жени кои што водат мали бизниси, бидејќи тоа е толку комплексно, барем јас така го доживувам. Од една страна секако дека сте сопственички, основачки, директорки, менаџерки, меѓутоа од друга страна сте на некој начин и финансиски консултантки, менаџерки за продажба, менаџерки за односи со јавност, за маркетинг, за човечки ресурси, и тоа е некако еден склоп кој што е навистина комплексен. Меѓутоа верувам дека академијата со оглед на целата идеја која што стои позади, ви помогна во надминување на сите овие предизвици.
Па за почеток, добре дојдовте и би ве запрашала, со кој мотив се пријавивте на академијата во контекст на она кое што денес ќе го разговараме, клучни предизвици при започнување и водење на бизнис, како се одвиваше целиот тој процес, што би истакнале и накратко би ве замолила и низ ова прво прашање и да се представите и себе си и вашите бизниси. Може би сакале да започнеме тука? Да, повелиме. Јас сум Надица Георгиева, основач на брендот Чијадија. Тоа е природен функционален напиток базиран на органско чија семе. Мојата главна цел и мотив на кој што се пријавив на академијата првично е усовршување на теоретскиот дел во тоа како треба да се води правилно еден мал бизнис, стартап бизнис, концепиран од страна на американскиот начин на работење. Според мене американците се идеални бизнисмени, знаат како да работат, знаат во која насока се движат и имат конкретни зацртани цели по кои што го реализираат целото тоа. Тоа ми беше главниот мотив кога видов дека е концепирано од страна на американска методологија на работење. Другиот дел е тоа што целиот тој теоретски дел беше подкрепен со реални практични примери, односно кейс стади и како треба и како не треба, каде треба и каде не треба да се става фокус во започнување и реализација на самата идеја. Конкретно јас кога се пријавив, веќе идејата беше разработена, имавме прототип, но бевме во делот на развој на бизнисот на македонски пазар и стремење кон странски пазар. Тука ми помогна академијата во цел на усовршување на бизнис планот, креирање на комплетен бизнис план, правилен, изработен со вклучување на сите елементи кои што се битни во тој стадиум каде што бевме ние. Секако беше тука и за другите учеснички, верувам, и самата реализација на идејата, што е од особена важност, како да се стартува од одреден стартап и подкрепено со различни пресметки и како тоа сето треба се реализира во пракса. Да, интересно е тоа што го спомена, дека станува збор за американска методологија која што е доследно применета. Ние никогаш кога применуваме некои најдобри практики, знаеме да импровизираме, но во овој случај на Академијата за жени предприемачки доследно се спроведува програмата онака како што е развиена и еве би сакала да слушнам повеќе од Натали за низините мотиви, за низиното искуство низ овој процес. Здраво на сите, јас сум Натали Ристовска, основачка на Јова. Јова е првиот македонски моден етички бренд, воден од жени и како што спомна претходно, некако жените не гледаат само на профит, туку и некаков импакт да имаат во светот со тоа што го прават. Така да ние имаме environmental, social impact и се грижиме целиот процес на производство на еден производ и бизнисот целосно да е етички. Во однос на мојата мотивација, како што спомна Надица претходно, и ние веќе имавме разработен некој прототип, се пласиравме на пазар, но бевме во процес на развивање на бизнисот и оваа академија се појави баш во вистинско време. Така да, многу е битно за еден бизнис да има правилен бизнис план, бидејќи со пратење на сите тие чекори за креирање на бизнисот, на бизнис планот, може еден бизнис да види што треба да смени и на кои работи да пази. Така да беше значително значење оваа академија, кој што ни помогна да направиме некои промени во преходниот бизнис план и во производството, самото производство. Така да можам да кажам дека беше одлична и особено би било добро да се пријават жени само со идеи, бидејќи од самиот старт ќе ги знаат сите чекори на креирање на бизнис план, правилен бизнис план. Да, тајмингот е многу битен, како во животот, така и во бизнисот. Секој тајминг е добар сам по себе, меѓутоа особено кога има можност вака да се научи нешто ново. И тука ќе напоменам дека ни предстои и новиот оглас за учеснички на овогодинишното издание на Академијата за жени предприемачки, за кое што ќе говориме и до крајот на овој подкаст. Убаво е тоа што напоменавте дека вие
вие сте влегле со веќе оформен бизнис. Неодамна прочитав, вели the only thing harder than getting in is staying in. Односно, најчесто зборуваме за тоа како да се влезе во бизнис води, но исто така претпоставам дека голем предизвик е како да се одржиме во овие бизнис води, затоа што како што пливаме, нели, прво ни е тука копното, може да се вратиме назад, после тоа го продолжиме понатака, веќе нови се хоризонтите, ама нови се и предизвиците. Може ли да ни споделите нешто повеќе од тој аспект? Откако еднаш ќе дојдете до одредена идеја, ќе се охрабрите да ја отпочнете реализацијата, кои се предизвиците понатака, со што се соочувате? Дали можеби се никогаш недостиг на финанси, или пак некои административни пречки, или недоволно познавање на бизнис климата, никогаш и правната рамка, контактите за ширење на бизнисот, што би издвоила? Јас би напоменала дека ние сме во производствена дејност, односно креираме реален производ, за кој треба оформување на правилна рецептура. Првичниот предизвик нас ни беше формирање на балансирана формула на пијалокот, со цел да се издвоиме на пазарот, да се диференцираме, да бидеме уникатни и препознатливи кај нас. Сето тоа да го постигнеме подложеше на доста голем број на тестирања, анализи, варијации на рецептурата, се за цел формирање на крајна финална рецептура, каде што потрошувачите ќе ги задоволат своите потреби со конзумирање на самиот пијалок. Тоа беше првиот предизвик со кој што се соочивме, али го успешно надминавме. Тоа го видовме со давање на позитивни коментари и фидбек од страна на самите потрошувачи во поглед на вкус, во поглед на изглед на амбалажа, привлечност на самиот производ и со цел да има некоја репетитивност од страна на потенцијалните првични потрошувачи. Потоа би додала секако позиционирање на самиот бренд, што според мене е многу клучно на самиот старт како ќе се позиционира брендот, односно која таргет група ќе опфати. Со цел да има најасна насока каде брендот ќе се движи. Исто така тука и подложија доста тестирања, варијации, опфативме прво нормално млада таргет група, активни луѓе, спортски активни луѓе, модерни луѓе кои што имаат брз животен стил, кои што би конзумирале таков, кои што се ориентирани кон здрав живот, кон био, кон sustainable, environmentally, кои што се свесни. Така да потоа фативме и мајки кои што се грижат исто така за своите деца и за своето здравје. Офативме различен група на луѓе за цел да видиме кај да најдобро перформиравме. Тоа би било вториот дел од предизвикот на самиот стартап во првична фаза, потоа позиционирање на пазар, односно кои се нашите клучни продажни места каде што нашиот пијалок е најадекватен да биде, да биде тражен и да се пласира. И секако ширење на самиот бренд надвор од граници, скалирање на бизнисот, естаблирање и со цел препознатливост на самиот бренд. Тоа би го оформила како најклучни точки, секако дека има и пропратни елементи, како и работна снага, и формирање на цени, и производствен процес, што исто така тоа е цел синџир, каде што ако еден дел се закочи, тука автоматски треба да се наоѓаат дополнителни решенија, да се има бекап за све, со цел сето тоа да иде смутли и да се изреализира во одреден рок, што е предвиден. Да, оно што мене особено ме фасцинира во новите бизниси е тоа што навистина промовираат и одредени општествени вредности. Ете, споменавме компонентата здравје, компонентата етичност, одржливост, водење грижа и сметка не само за задоволството, да речеме, од конзумирањето на производот, меѓутоа за целиот тој процес како да биде повеќе во корист на заедницата. Спомена дека покрај одредени моменти кои што налагаат сепак одредени конкретни знаења, вештини, сепак голем дел од предизвиците со кои што се соочувате некако имаат допирна точка и со оној момент на вмрежување, на тоа да бидете дел од одредена мрежа на дали производители или пак жени предприемачки со кои што може да се споделуваат
и конкретни искуства, така што и за Натали истото прашање и дали на пример има покрај тоа што на академијата се стекнуваат несомнено одредени вештини, дали тој момент на вмрежување беше присутен и ја помага вашата работа во ова? Да, секако една од најубавите работи од оваа академија е нетворкингот кој го остварив таму. Еве заедно и со Надицот. Тоест не и од претходно се знаеме, меѓутоа многу е убаво да имаш со кого да споделуваш исти теми, исти предизвици. Ја не ви викам проблеми, туку предизвици со кои што се случува еден млад бизнис. Така да некако и периодов такво им е проживањето со жени предприемачки. Да, тоа би го кажала. А во однос на предизвиците со кои што ние се соочуваме, па има цело време и мене тоа некако ми е многу интересно, затоа што ако ги нема, не е бизнис. Најпрво, нели, секој бизнес започнува со една идеја. Ние имаме 4 сегменти на бизнисот, да речеме прво е дизајн, потоа доаѓа производството, маркетинг и продажба. Тоа се многу работи за многу мал тим. Тоа е првиот предизвик како да изменаџираме се. Јас заедно со сестра ми го водам овој бизнис. Првиот предизвик беше да формираме наше производство. Потоа би кажала како втор предизвик беше наоѓање финансии, кога веќе ние го имаме стартирано производството, потребни се одредени финансии за да можеме да го реализираме и за да не дознаат јавноста да не дознае дека ние постоиме сепак на овој пазар. И сега како да кажам, ова ни е второ лето на кое што сме и оваа година пробуваме да го најдеме нашето место на пазарот, да се позиционираме. Значи тоа е еден голем предизвик, но верувам дека остварив, треба време и нормално добри контакти. Да, баш интересно е што го споменавме тој аспект на нетворкингот или вмрежувањето. Кога се сретнавме пред снимањето на подкастот, нели секако ми требаше да ве запознам, имав впечаток дека вие две сте баш онака другарки. Така што добрете, можеби е некое познанство од претходно, но веројатно несомнено и Академијата за жени предприемачки тука помогнала во зближувањето и веројатно тоа е она што не прави подобри и во бизнисот и некако подобри и како луѓе. Еве, ако веќе нели говориме и со одредени други својства и да речеме и како жени, кои што се занимаваат со одреден бизнис. Колку овие производи се актуелни, да речеме, на нашиот пазар, на македонскиот пазар? Дали работите, претпоставувам, нели дека работите и со странски пазари и некако се провлече низ разговоров тој момент на подготовка на бизнис планот. Претпоставувам дека тоа беше клучниот предизвик од Академијата за жени предприемачки, врз основа на кој што и се оценува успехот на учесничките. Па дали еве вие во вашето работење, откако е успешно ја завршивте Академијата за жени предприемачки, дали да речеме се водите по тој бизнис план, го спроведувате, колку ви обезбедува некаква насока во справувањето со сите тие предизвици кои што ги споменавме дека се дел понатака од водењето на бизнисот? Според мене клучно за во креирањето на бизнис планот е да има јасно дефинирана цел по која би се водел целиот тој бизнис, односно јасно дефинирана маркетинг стратегија, правилна локација на финанси, односно оному каде што е најнеопходно со цел да се реализира тој производ, идеја или нели само самиот развој на брендот. Потоа правилен менеджмент, односно избирање на адекватни луѓе во самиот тим. Тоа според мене е клучно при формирање на стартап, доколку тимот има иста визија и исти како да кажам, пешон, јас би рекла, и верување во самиот бренд, онда е возможно и реализација и успех на самиот бизнис. Така да избор направи луѓе со правилно дефинирана стратегија како би се ширил, како би се промовирал тој бизнис и правилно менеджирање на финанси, се трите според мене клучни елементи кои што бизнис планот ги содржеше и според тоа треба да бидат јасно дефинирани и да сме издржани кон тоа. Односно, конкретно јас, откако го напишав бизнис планот, го напишав секако со одредена цел, односно да се придржувам кон тоа и по завршување на академијата да го имплементирам дел по дел. Што и го направив, доведе до добри позитивни резултати во повеќе сегменти, односно во овие клучни според мене што се. Така да
остваривме добар, јас би рекла, одличен ауткам, исход од самиот бизнис план. Одлично. Натали, како беше во твојот случај? Дали тој бизнис план кој што го изготвивте во рамки на Академијата за жени предприемачки, дали може да се спроведува? Каква е, да речеме, бизнис климата? Дали она кое што ќе го ставиме на хартија, понатака може да речеме и да оживее? Затоа што често пати кога зборуваме, особено во некако во нашиот домашен контекст, велиме дека едно се работите на хартија, сосема друго е животот. Дали тука некако се приближија овие две реалности? Кога нешто ќе се напише, многу полесно да го оствариш. Да. Друго е да го збориш, друго е кога е напишано, структурирано и ќе се надоврзам со Надица. Потребно е нели да имаш правилна маркетинг стратегија, сетирано производство, алоцирање на тие ресурси и тестирање на тој бизнес план. Нормално не може да е фиксен. Работиме со луѓе, тестираме, ние сме сега моментално во тестинг фаза, во која што тестираме, да речам, различни таргет групи и треба да видиме која најдобро одговара за нашиот бизнес, така да доаѓа до промена нели на тој бизнес план. Меѓутоа, од тоа што го напишавме во тој бизнес план, доста од работите исто и ние ги остваривме. Така што тоа што мене највеќе ме мотивира, сетирање на остварливи мали KPIs што водат до остварување на крајната цел. И сета тоа треба да биде нели остварливо во однос на тоа колку имаш буџет да го направиш, како да стигнеш до зголемување на инкамот на тој бизнес. Така да потребно е да се реализира за да има резултати. Да, најчесто кога зборуваме така за нешто што е на хартија и како понатаму се спроведува, нели го критикуваме моментот дека е на хартија, ама мора да истакнеме дека како баш тоа кажа, за од некаде да почнеме и од некаде да се движиме, сепак тоа мора некаде да постои. Едно е идејата во главата, но сепак мора да постои во некаква форма и понатака таа форма, да речем, да се оживее. Мене ми е многу интересно што и двете имате сличен речник, кој што претпоставувам дека е карактеристичен за бизнис секторот, особено за предприемништвото. Тоа е многу интересно, нели обично различните професии различно комуницираат и одлично е што вие веќе користите одредени зборови со кои што нели лесно може да се поврзате и со потенцијалните инвеститори, потрошувачи и тоа е убавината нели кога да речеме доследно се спроведува одредена методологија и не се адаптира да речеме само на некои наши околности, туку баш понатака ни овозможува таа идеја да ја развиваме и да ја пласираме и надвор од границите, затоа што денес бизнисот веќе не може да се ограничи само на одредена, да речеме, територија или место од каде што ние действуваме. Меѓутоа факт е дека секој бизнис се соочува со одредени амплитуди, значи не многу ретко, туку и животот не е рамна линија, туку е цела една фреквенција на горе и доле. Не би рекла падови, меѓутоа би рекла на одредени моменти кога треба надминување на одредени предизвици и сепак моментот, околината во која што действуваме некако си влие природно или придонесува или да речеме олеснува во целата таа ситуација. Така што мене од секогаш, и јас лично си го поставувам прашањето како да се задржи мотивацијата. Баш Надица спомена, сите ние имаме некаква страст и тоа е она кое што не води, особено кога станува збор за вакви мали бизниси во кои што вие целосно ја вткајувате вашата личност. Еве, например, читав за Натали дека нели тоа се првите македонски хеклани модни производи, но дека ти од секогаш си имала некаква страст кон хеклањето. И дека тоа е всушност и нешто што представува и нашата македонска традиција. Или пак, например, здравиот начин на живот е нешто кон кое што сега се повеќе се ориентираме и пробуваме да го воведеме во нашиот живот, така што тоа се говори за некаква страст, се говори за некаква идеја, за олицетворение на самите нас. Мислам дека на основачите треба да го представуваат самиот бренд, според мене, така да
еве конкретно здрав животен стил и креирање на таков производ, стреме кон sustainability, кон одржливост и сето тоа треба на некој начин да биде репрезентација на самата личност. Бидејќи тој сторителинг според мене е многу битен и која е приказната на брендот, бидејќи конкретно потрошувачите се атачираат на самата приказна више него на самиот бренд и стануваат лојални кон тоа. Да, личните вредности треба да одговараат со бизнисот кој што го работиш. Да парираат, дефинитивно. Да. И да, како што кажа, клиентот тоа го гледа и не можеш да бидеш фейк едноставно. Да. Се препозна. Правиме некој комјунити. Да, велат како беше seeing is believing, ама и believing is seeing, така што мора да веруваме во нешто, за тоа навистина да го видиме и во нас и околу нас. Меѓутоа како се задржува мотивацијата? Некако во одредени моменти колку и да веруваме во одредена идеја, колку и да имаме страст, има денови кога не знам, ќе се измориме, ќе се исцрпиме и како да ни се губи смислата, како да ја задржиме мотивацијата. Еве пред се во делот на бизнисите, меѓутоа и воопшто како да задржиме таа мотивација и таа страст кон нешто што нека баш од внатре не раздвижува. Ups and downs сега кој има од самиот момент кога идејата ќе кликне во глава и таа desire, таа желба да се реализира, онда настапува реалити, односно соочување со сите пропратни ствари кои што ние на почеток може и не сме ги свателе толку сериозно, не сме ги земале во предвид. Конкретно во мојот случај како и Натали, ние имаме сестри со кои што сме заедно основачи, па ете првично надминување на тие предизвици, ја би ја спомнала сестра ми. Иако ние две сме црно-бело на карактер, две различни особи, најдобрата ствар е што во бизнис функционираме идеално. Односно, секој незин предлог, идејно решение на некој предизвик проблем, го прифаќаме обострано и го реализираме без никаква потешкотија. Меѓусебно мотивирање, надминување на сите тие пречки, тука би ги споменала јас и моите родители, кои што имаат 20-годишно искуство во производствени процеси, така да на нас они ни се од многу голема стартна помош, каде што ни посочи на одредени како да избегнеме одредени грешки, конкретно пример што они ги правеле, да ни потенцираат каде да ставиме фокус, на кои точки, каде да обратиме внимание, а што да избегнеме или превенираме со цел да не ги имаме истите грешки еве што они ги имале. Секако дека сега станува збори за модернизација, дигитализација, сето тоа што еве они можда не ги се сочиле со такви ствари, но сепак тие базични и клучни ствари во еден бизнис се горе-доле и поклопуваат во бизнис, поготоа кога станува збор за производствена дејност. Така да надминување и остварување на таа мотивација, јас би го споменала фамилијата, а секако тука се и пријатели и познаници кои што сме во истиот екосистем, што се соочуваме, така да во секој настан кога се видиме, прво ќе споменеме секој до кај сме стигнале, кои ни се достигнувања, што сме направиле, последно кај сме се пласирале, а потоа следуваат и кај сме заглавиле, како сме го надминале и тоа дава некој буст и мотивација како еве сите сме во тој кош, али заедно можеме. Така да тоа меѓусебно разбирање мене ми влијае лично многу позитивно на тој психички пат кој ќе го имаш да те издигне брзо. Да, ако може да се надоврзам, дури другите предприемачки или предприемачи да се во друг сектор, сепак може да кажат нешто што може да ти помогне да го надминеш тој предизвик. Да. Тој сапорт механизам, мислам дека е некако онаа столбот што не држи кога има некои такви земјотреси во професијата и во животот, осцилации. И убаво што спомена дека и таа кога ќе се сретнете, најпрво разговарате за тоа што добро тргнало. Никогаш велат дека 5 позитивни работи може да се анулираат со една негативна и веројатно заради тоа настанува тој дисбаланс. Меѓутоа сапорт механизмот треба да го амортизира. Натали, како ја одржа ти вербата во твојата пасија? Па спомнав пред малку дека ние сетираме мали KPIs, мали. За нас мали во моментов, помали за да оствариме некоја цел голема. И кога ќе го оствариш тој мал, иако е тешко да стигнеш до него, тоа ти е мотивација
за продолжување понатака. Сестра ми исто, тука сме заедно, различни сме ние двете, меѓутоа некако сме поделени да си правиме баланс за да функционира овој бизнис. Тука би го спомнал и тимот. Значи, мене ми е многу битно како го формираме тимот, да сите да бидеме со исти values и сите да работиме со иста страст. Така да ако нешто не клика, знам и да се советувам со нив за некоја работа, да добиам пуш и од нив, и исто така консултација со ментор кој што имал сличен бизнис или има сличен бизнис. Така да, тие се работите кои што ми помагаат да оставам мотивирана. И некако сум позитивна постојано, предизвиците ги гледам само за нешто што може лесно се надмина. Да не останувам фокусирана на проблемот, туку барам solution. Да, велат проблемот да е решение што во моментот не се појавило. Така, да. Да. Како Академијата за жени предприемачки некако го, да речеме, го зајакна тој сапорт механизам? Па имавме како помогна со тоа што ја структуриравме правилно тој бизнис план и некако сваќаш дека кога се е напишано, знаеш каде би заглавил, што да тргнеш од тој бизнес план за да оствариш полесно одредена друга цел. Конкретно еве ќе кажам со еден пример, ние имавме лани сосем различна колекција. Со пишување на тој финансиски план свативме дека да треба во овој момент да тргнеме некој производ кој што може да ни направи временски проблем за реализирање и е поскапо за реализирање на истиот. Така да помага со тоа што е структурирана преку примери, конкретни примери, бизнес примери, а исто така те учи како ти правилно да го направиш. Да, веројатно тоа структурирање и таа известност се многу битни аспекти. Особено од целата таа приказна на бизнисот, односно, тој аспект на жени во бизнис е некако неодминлив дел од разговоров, затоа што зборуваме сепак на тема женско предприемништво, што како што кажа Натали, секогаш вклучува и некоја друга компонента, вклучува и дел од личноста, Надица посочи, вклучува така некоја грижа за она што го ставаме како печат. Па така и самата програма која што ја дискутираме низ разговоров е направена, да речеме, специјално за жени, бидејќи секаде во светот жените сепак се соочуваат со бројни предизвици кога станува збор за водење на бизнисот и целиот тој некој стремеж кон родова еднаквост всушност не треба да биде намерно прикривање на одредени разлики кои што постојат, туку да води кон тоа да се создадат некакви механизми, сапорт механизми со кои што тие разлики ќе може да се амортизираат, односно да не влијаат онаму каде што не влијаат. Па не знам какво е вашето искуство како жени, сега зборувам со акцент на таа некоја родова димензија, како жени кои што водат бизнис. Што највеќе ве стимулира, но нормално од друга страна и што највеќе ви пречи во целава приказна? Јас особено кога видов дека Академијата е структурирана конкретно само за жени предприемачи, тоа им беше еден од главните мотиви да се пријавам. Бидејќи кај нас тоа се развива, но се развива со некоја не кажам спора динамика и на ниво на Балкан и во Македонија, додека во другите поразвиени земји тоа е на сосема друг левел, каде што жените имаат комплетна рамноправност и се доживуваат и се гледаат како еднакво способни во водење на бизнис од младиште. Во некои земји дури изразито повеќе во поглед на перформанси. Според мене жените знаат да бидат и многу покреативни, подобри организатори на финанси и имаат таа емоционална страна ја додаваат во бизнисот. Мажот иде повеќе според логика. Жената додава емоција. Кога се додава емоција, се добива сосема друга димензија и ефект на самото водење на бизнис. Има жени што се одлични менаџери. Така да ми е особено драго што кај нас тоа се повеќе и повеќе му се дава значење, се става фокус на жените предприемачи, што сме ние тука, што треба меѓусебно да се бодриме кон тоа, со цел да го разбиеме тоа клише кој што се уште според мене постои во Македонија во поглед како жената се доживува,
кај нас кога ќе седнат мажи се мислам многу побрзо договараат него ние. Така да ние сме тие кои што тоа треба и да го разбиеме и да го оставиме на сосема друго начин на функционирање. Да, тој overthinking изгледа некако природно е поврзан за за женската личност и да, како што кажав, не ги негираме разликите кои што секако постојат биолошки природно меѓу мажите и жените, меѓутоа нели ета да создадеме услови тие разлики да немаат одраз таму каде што навистина не би требало да доведат до никои нееднаквости, особено во бизнисот. Натали, не знам, твоето искуство вака со женската приказна. Јас не сум налетала на некакво негативно искуство. Можам да кажам дека жените се многу потемелни, затоа се поретки бизниси со жени, затоа што они размислуваат за се пред да почнат и освен профит мислат за некаква општествена одговорност кога работат бизнис, за разлика од мажите што ќе им кликне идеја и одма ја претвораат во бизнис, че похрабри се, ама затоа има и поголем фейл кај мажите. Жена кога ќе застане да води бизнис, многу повеќе истражува за се и затоа е тој бизнис поуспешен. Така што не гледам дека има некакви негативности во однос на мене лично. Помалце сме, но верувам дека и поуспешно знаеме да водиме еден бизнес. Да, јас имам таков впечаток дека кога ќе седнам да разговарам со некоја тема, женската перспектива е малку поразлична од машката, па никако и амортизирањето на тоа дали ќе успее или нема да успее поразлично. Ние многу повеќе се вложуваме тоа да успее, можеби тоа со себе си носи некаков overthinking, меѓутоа па од друга страна е некако така и потемелно, поконзистентно. Да, некако сме поплашливи, мажите се поспремни да почнат нешто и затоа ги има повеќе. Тоа е нормално. Меѓутоа и доволно сме ние што нема, искрено. Не знам. Да, а особено па кога жените ќе спојат енергијата и кога се поддржуваат жените, тогаш навистина се случуваат прекрасни креации и тоа е еден момент за кој што треба да разговараме, секако дека нели не треба да се држиме до никаква еднодимензионална приказна, меѓутоа факт е дека сепак жените се соочуваат со одредени разлики или предизвици и жените би требало да бидат оние кои што први ќе ги поддржат другите жени и кои што ќе ги поттикнат понатака да делуваат и да ги реализираат своите идеи. Мене не ми се верува, меѓутоа ние никако се доаѓаме до крајот на разговоров, туку беше пријатно и опуштено, баш како што рековме на почеток, домакински, што добро е што нели имаме некој потсетник за времето, иначе немаше да забележам. Секако дека може да го продолжиме разговоров и во други прилики, но еве за крај од двете би побарала да упатите некаква како да кажам крајна порака кон следачките и следачите на The Voice of Ma. Нешто што би сакале да остане за крај и да отвори можеби и некои теми за натамошен разговор. Јас би препорачала за сите тие кои што имаат идеи да бидат храбри, да бидат самоуверени и да бидат издржани во својата верба, во својата идеја и реализација на самата идеја. Имаме способни луѓе, имаме одлични ментори во Македонија, имаме супер бизнис практики од кои можеме да имплементираме многу ствари, така да таа самоиницијатива и самоувереност кај жените, поготоа и потенцирала, треба да дојде до израз и верувам дека многу добри идеи може да дојдат од нашиве девојки тука, така да моја препорака е само храбар настап и да нема никакви, како да кажам, пречки умствени да се тоа реализира. Да, еве сега имаме академија. Академија, така да ако се плашат и ако не знаат како сами да започнат, академијата има одличен старт и подлога како тоа, да не кажам, попрофесионално да пристапат кон првичните ствари при формирање на самата идеја. Да се надоврзам јас, да се охрабрат, да не целат кон перфекционизам и премногу темелно да размислуваат на самиот старт, туку да почнат и да тестираат. Секако академијата, како што кажа Надица, е одскочна даска, особено за некој што доаѓа само со идеја.
ќе им помогне за структурирање на тој бизнис, а да, менторска поддршка може и тука добра да се добие. Конкретно мојот бизнис ментор е македонец. Да, баш и јас размислував на темава пред некое време во една друга дискусија, кога исто така ме праша која би била мојата клучна порака, велам, познавам толку способни, толку прекрасни луѓе, толку добри луѓе кои што знам дека имаат страст, имаат верба, меѓутоа имаат и способности како тие нивни идеи да ги реализираат, што стварно онака непомирливо ми е некогаш да кажеме дека во нашето општество не може да се извојува одреден успех или не може да се пласира одреден производ или не може докрај да се реализира одредена идеја. Да, може, имаме такви примери, може би во некако во тоа море на други информации се губат до некаде, но факт е дека постојат добри приказни и тоа некако ме мотивира и ме одржува и ја држи таа моја мотивација и во животот, и во професијата, дека не можам да се помирам никогаш со одреден исход на нештата, кога знам дека постојат толку прекрасни, толку способни луѓе. Имав денес навистина голема чест и задоволство да ве запознам двете и да разговарам со вас. Навистина беше многу инспиративно и она што го дознав за вашите производи и уште веднаш ќе одам да си ги побарам. Не знам, можеби уште тоа да споменеме, каде може да ги најдеме Чијадија и Јова? Јова конкретно е достапна на нашата e-commerce сайт, веб-сайт jova.amazon. Може директно да се нарача и доставате до дома. Во Македонија, да, така. Супер. Кај нас Не мора да излегуваме по топло. Да. Директно до врата. Директно до врата, да избегнеме гужва и Еве јас може да доставам. Таман. Да, нели мал бизнес. Да. Производите Чијадија може да се најдат во поголемите ланци на маркети, во Тинекс, Гранап, во Тобака, продавници за здрава храна и разни ресторани и кафичини со цела Македонија, во сите подобро естаблирани локали низ Македонија. Да, и баш како што кажавме на почетокот, водењето мал бизнис е фасцинантно, бидејќи сте директорки, менаџерки, некојаш и возачки. Све. Да, ама и тоа еве ако може да додадам, конкретно јас доставувам во Скопје затоа што сакам да го запознам клиентот. Да, точно. Сакам да дознам кој ги купува нашите производи, зошто го бираат тој производ. Многу е битно тој customer discovery правилно се направи и помага за креирање на нови колекции. Да, и да се одржи тој контакт, некако дигитализацијата е одлична за одредени аспекти, меѓутоа сепак не треба да го изгубиме тој директен човечки контакт од кој што многу се учи. Најдобар маркетинг според мене е word of mouth, така да секој тоа искрена препорака за брендот е најрелевантен маркетинг, бесплатен, но најрелевантен. Така да. Супер, уште еднаш многу ти благодарам Надица, многу ти благодарам Натали. Ние ќе си го продолжиме разговоров и позади. Фала и на вас, супер подкаст, инспиративен и баш ми е драго. Фала ти многу. Домакински како што. Да, баш. Како што рековме на почеток, за да се поттикнеме, за да се поддржиме и еве со оглед дека привршуваме, уште еднаш ќе напоменам дека оваа епизода од The Voice of Ma е во рамки на серијалот подкасти посветени на Академијата за жени предприемачки како активност на Македонско-американската алумни асоциација, поддржана од амбасадата на Соединетите американски држави. Слушнавте колку тоа може да има влијание врз одредени бизнис идеи, дали се уште не започнати или веќе започнати во одредена фаза и многу ми е драго што го снимаме овој подкаст толку временски темпирано, затоа што како што кажавме тајмингот многу значи, бидејќи веќе во следните денови, односно во рамките на месец септември, ќе се очекува да излезе и новиот повик за пријавување учеснички на Академијата за жени предприемачки. Следете го и понатака подкастот на МА, слушајте го The Voice of Ma, затоа што секогаш има нешто свежо и се обидува да внесе позитивна енергија во етерот. Благодарам.